Дели, вие во моментов припаѓате на политичката опција која што е единствена опозициона партија во албанскиот електорат. Покажавте храброст и на време ја напуштивте коалицијата со овие кои што немаат никакво витештво во нив на почитување на меѓусебен договор, но на оние кои што им е важно само братучедите, браќата да добиваат тендери во електрокомбинатите и само фамилиите нивни или кругот на нивните потесни семејства да стануваат активни бизнисмени во енергетскиот сектор. И за тоа треба човек да ви оддаде внимание и да ви каже дека така треба да се постапи секој оној момент кога она кое што не е базирано на принципи се прекршува, се разидуваат страните и треба на време да се напуштаат оние кои што не си стојат на зборот. Господине Зендели, како што каже и професорот Трајанов, граѓаните на Тетово го препознаа тоа на напати, еднаш на редовните локални избори, а веднаш потоа и на прегласувањето за советниците, каде што ве наградија со плюс гласови со советник плюс, само заради тоа што видоа дека вие не калкулирате како што калкулираат оние денеска кои што излегоа и оние кои што влегуваат во владата. Огромна е разликата помеѓу 11 советници и над 10.000 и 11.000 гласови, над 750 и 700 гласови, односно еден советник и 11 и 11 советници и 0 советници. Така граѓаните кои што гласаа за промени 2020 година и гласаа против концептот на ДУИ, на оние кои што додека ние расправаме тука не се ниту еден присутен од нив и гласаа за некој кој што смета дека треба да ги промени. Но не само декларативно и не само на зборови, туку со акција и со дела. Господине Зендели, вие знаете дека договорите политички со ВМРО-ДПМН тешко се постигнуваат. Дека сме многу тешки за договор заради тоа што сите политички договори наши почиваат на принципи, на реформи и на дела кои што ќе се реализираат за добробита на граѓаните. Но еднаш кога ќе се договорите со нас, договорот е договор и ние од тоа не имаме. Впрочем, може тоа да ви го кажат и сите други политички партии кои што биле во коалиција со ВМРО-ДПМН. За промена е потребна храброст, но храброста не е само на столчето во собранието, туку храброста треба да се покажи кога се гласи, кога ќе се соочат со граѓаните. Во моментов има борба на два концепти во македонската политичка сцена. Еден е концептот на принципи, до кој што може да не се согласиме, на верување и на идеологии, а тој принцип, тој дел од идеологијата се судрува со идеологијата на интересџиите, на оние кои што ги интересираат парите, функциите, сместувањата и процентите. Тие два концепти во моментов се во судир. Јас верувам дека сите мудри и искрени луѓе кои што се нападени од ваквите криминалци во политиката ќе изберат правилната страна, а во моментов сите може да препознаат која е на таа страна. Ви благодарам.